Република Македонија, како полноправна членка на НАТО, е активен партнер во меѓународното општество и ги обликува одлуките рамо до рамо со водечките светски сили. Нашето стратешко партнерство со Соединетите Американски држави, подкрепено со лични врски со високи представници на новоизбраниот председател на Соединетите Американски држави, господинот Доналд Трамп, создава нови можности за стабилност и просперитет, а со тоа ја зацврстуваме нашата позиција на глобално ниво. Армијата на Република Македонија е посветена сила која достоинствено служи на граѓаните и со гордост го носи својот аманет за мирот и безбедноста на Македонија. Нашите амбиции се насочени кон создавање на една модерна, добро опремена и обучена армија, која ќе биде почитувана од меѓународната заедница. Во таа насока, владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, е посветена на зголемување на буџетот на Министерството за одбрана, како и континуирана модернизација и опремување на нашите вооружени сили. Предвидени се реконструкции, со тоа што инвестирањето во воената инфраструктура е од клучна важност, како и санации и изградба на нови објекти и касарни за потребите на армијата, што ќе им обезбедат на нашите војници подобри услови и можност за професионално извршување на задачите, а средствата ќе се вложат во обучување и усовршување на стручниот персонал. Средбите со високи представници на НАТО земјите го потврдуваат нашиот цврст ангажман во алијансата, а нашата поддршка за Украина и сите оние земји на кои што им е потребна е континуирана. За одбраната, армијата, НАТО, нашите аспирации за членство во Европската Унија, имам огромна чест оваа среда вечер да разговарам со министерот за одбрана и подпредседател на ВМРО ДПМН, господинот Владо Мисајловски. Подпредседателе, министре, добро вечер и добро дојдовте. Благодарам на поканата. Драго ми е што сте оваа среда навечер тука со нас. Знам дека имате доста обврски и ви благодарам што одвоивте време да бидете тука со нас. Јас би сакал одма да почнам, бидејќи сигурно имате многу работа. Како земја членка на НАТО, ме интересира кои се нашите придобивки за армијата и која е разликата на армијата пред и по доаѓањето на членство на Македонија во НАТО. Прво благодарам на поканата. Многу интересна емисија подкаст. Ти благодарам што имам можност да разговараме на различни теми. Да, едно круцијално прашање, ова што го спомнавте вие, што добива Македонија во самото членство во НАТО, пред се колективна безбедност. НАТО е најголемиот политички воен сојуз и се разбира прво и основно е стабилноста и безбедноста на сите граѓани. Поготово кога ќе може да видиме што се случува околу нас, поготово во Украина, на Блискиот Исток, нови жаришта, постојано се нарушуваат земјите, но ние сме во системот каде што заеднички седиме на маса со најсилните држави во светот. Една од придобивките е што можеме постојано да имаме контекст со тие луѓе, со тие земји, да бидеме пријатели, да разменуваме искуства, но исто така е многу важно со обврските што сме во НАТО да одвојуваме над 2% од буџетот и да се модернизираме. Секоја земја си има одреден степен на модернизација, насочување што се нивни способности, цели. Ние во момент сме насочени кон лесната пешадинска батальонска група и каде што најмногу се вложува за модернизација. И навистина сериозни средства. Мислам дека прашањата ќе може да разговараме за тоа, но она што го добиваме од НАТО не се само политичките моменти и она што е колективна безбедност, се разбира влија и врз економијата. Многу компании може да учествуваат и на НАТО пазарот, се отвара еден нов спектар на можности, многу компании што ќе ги исполнуваат условите на тој НАТО, така наречен НАТО пазар, бидејќи има доста средства каде што може да се искористат од наши компании и тоа е една добра можност, но од друга страна со самото тоа што сме членка во НАТО и зголемување на безбедноста се отвара и ново поле во економијата, односно многу компании сакаат да инвестираат и поради таа причина што е многу добро за нашата економија. Придобивките се огромни, поготово во момент каде што спомнав како што спомнав, многу жаришта околу нас и многу е важно да ги следиме сите оние трендови на модернизација на другите земји, како и ние да се модернизираме, од друга страна да гледаме како да се подобруваме и во дополнителни средства да обезбедуваме за човечки ресурси, за нашите капацитети, исто така за да ги подобруваме инфраструктурните капацитети, бидејќи армијата
и Министерството има своји капацитети доста, кои се оставени за жал во една полоша ситуација и за тоа треба дополнителни средства, но она што е важно што со процентот од 2% оваа влада што го обезбедува дополнително, ќе има многу проекти во иднина. Јас сакам да се надоврзам бидејќи спомнавте модернизирање за армијата. Кои се дел од набавките за за нова опрема за армијата? Имаме ли нешто такво сега? Да, имаме сериозни проекти што и од претходно се низ годините договарани и преговарани, најчесто се со држави, директни договори. Еве би спомнал неколку од нив. Лесни оклопни возила треба делумно се стигнат, следната година ќе стигнат до крај сите возила што се набавени од преку Америка. Зборувам за GLTV возила, тоа се лесни оклопни возила, но исто транспортери Страйкер, исто така од Америка, кој мислам дека е еден од подобрите договори што е склучен во минатото. И следната година очекуваме сите да пристигнат и тоа ќе биде една сериозна бројка на нови капацитети и нова опрема за армијата. Но исто така продолжуваме со други договори што се склучени, исто така да ги до самиот финиш да ги донесеме. Тоа е договори имаме со Турција, договори со Франција, има нова модернизација и за артилеријата, но исто така ќе имаме и за противвоздушната одбрана. Продолжуваме со набавка на опрема, на она што е потребно за секој еден војник, следуваат ни со новиот буџет, е интересни моменти што ќе ги најавиме кога ќе помине буџетот, но исто така продолжуваме и со други сегменти во модернизација, како што знаете е потпишан еден договор од претходното раководство за набавка на 8 хеликоптери, кои навистина многу сериозна сума, кои често пати ние тука знаевме од партијата да реагираме поради огромната сума што е потпишана, поготово за предизбори без дебата за ова, но ние мора да го продолжиме тој договор, бидејќи станува збор за 8 хеликоптери кои се навистина приоритет. Зашто го велам? Бидејќи знаете какви проблеми имавме поготово со пожарите, она што се случуваше на терен. Во тој момент, јас кога станав министер за одбрана, еден имаше функционален хеликоптер, вториот беше на поправки. Го ставивме веднаш во функција, но знаете какви имавме потешкоти. И многу би било добро да ги имавме хеликоптерите веднаш, овие што се преговарале со години, но тоа е реалноста. Сега во овој момент дополнителни два што беа заглавени со еден договор за репарирање ги завршивме, би рекол најголем дел, сега веќе имаме уште два дополнителни хеликоптери, те се од постаро производство, но тие заглавени процеси што беа ги одглавивме и сега може да е јавно да кажеме дека имаме уште два хеликоптери што може да ги користиме, но треба сериозни вложувања. Сериозни се средствата во армијата за делови, за модернизација, за се она што треба да го предвидите за капацитети, тоа се сериозни средства. Со растење на буџетот секоја година ќе имаме доволно средства, но дел од тие средства што ги ставаме во буџетот мора да бидат за човечките ресурси, односно како армијата да биде задоволна, вработените исто така да бидат задоволни, мотивацијата на едно повисоко ниво и тоа е еден комбиниран пристап каде што треба да го градиме низ годините. Споменавте за хеликоптерите, би сакал тука едно подпрашање кратко со набавката на овие последни нови два хеликоптери, дали даваме до значење дека не дај Боже доколку има одреден вид на пожар или некоја последица, ние сме спремни да одговориме веднаш во тој момент. Овие се не се нови, овие се репарирани, сме ги имале во единиците, но поради проблемите бидејќи се работи за производство руско и тешко е да се обезбедат делови поради рестриктивните мерки. И затоа долго време овој договор што сме го имале со Чешка, со една компанија од таму, каде што долго време бил заглавен, ние го одглавивме, еве ги стигнаа хеликоптерите и сега треба некои дополнителни делови да се обезбедат и да, имаме во функција уште два, каде што можеме подобро да се справиме, но треба целиот систем таму да се реформира. Зборам во безбедносниот и цивилниот дел, каде што еве имавме по 66 пожари на ден. И тоа е сериозна сума кога се издвојува не само за хеликоптерите, за гориво, за се она што е потребно, туку многу војници имаше дополнително на терен, преку 300 војници, околу 300 војници секојдневно помага директно на секоја општина, секаде каде што имаше потешкоти. Ќе продолжиме, се разбира, секаде каде што има потреба ние како министерство, армијата е на располагање, но пак ќе спомнам, доколку сме имале хеликоптери што се исправни, апсолутно и што имале опрема за се разбира за пожарите би биле поефикасни. Пред да го почнам следното прашање, да се заблагодарам на сите оние кои што се дел од армијата и помага изминато ово лето да бидеме ние на еден начин побезбедни. Од доаѓањето на новата влада видовме еден
поинаков пристап од порано, еден државнички пристап, работен пристап. Дали може да ни наборите дел од проектите што ги спроведате во изминатиот краток период, меѓутоа знам дека се доста, кои се клучни во министерството? Најважно беше да се продолжат сите овие договори за модернизација, бидејќи зборуваме за стотици милиони евра набавки со држави, каде што дел не се воделе како што треба или не доволно, би рекол, експедитивно се вршеле овие договори, но еве, ќе продолжиме со работа, ние ги обезбедивме сите средства во следниот буџет да ги исплатиме, бидејќи следната година ќе стигне премногу опрема. Зборам за модернизација, но она што мене ми е посебно драго и важно, кога ние како раководство затекнавме буџет, како ново раководство предводено од ВМРО-ДПМН, немаше доволно средства по многу основи во буџетот на Министерството за одбрана. Зборувам за средства што фалеле согласно колективен договор. Тоа се зборуваме за милиони евра. Што ветувале дека ќе биде исплатено, ништо не било исплатено. Многу постапки беа заглавени, сега се одглавени. И можеме да кажам дека се она што следувало по колективен договор се исплаќа. Она што не било предвидено, дополнително се предвидува и до крајот на годината ќе биде целосно се исплатено и следната година исто така ќе вложуваме максимално во човечки ресурси, односно ги подобриме капацитетите, но и ќе има и нови вработувања, ќе има нови можности за апликација за нови професионални војници и со новиот буџет ќе обезбедиме дополнителни структури во единиците во армијата, што навистина ме прави горд. Она што го затекнавме со проблеми со други компании што сме имале по одредени, би рекол, и тендери, но и постапки, така натака најголем дел се одглавени, другите се во постапка, бидејќи само што станавме раководство добивме, би рекол, една лоша честитка, тоа беше извршување на 3 милиони евра од нашиот буџет, а претходно никој не се грижал за ова што се случувало. Еве веќе сме во преговори тука да намалиме сумата, кој што ќе било огромна заштита за буџетот, но продолжуваме со сите оние активности што се за подобрување на армијата, со нови капацитети, продолжуваме со доста инфраструктурни проекти што се завршени и ќе се потпишат нови постапки за следниот период и дел од тие беа започнати, зборам за различни касарни, за различни капацитети што се во завршена фаза, некои веќе се завршени, а следната година предвидуваме и неколку крупни чекори што со новиот буџет ќе ги најавиме. Затоа и спомнав еден поинаков пристап, бидејќи одма се прави разлика што правеле изминатиот период, дека не служеле доволно се вложувале. Стихино оставале работите сами по себе, не ги буткале, сакале да покажат дека се грижат многу, донеле колективен договор што значи огромни средства и не ги обезбедиле. Тоа е директно лажење. Па кога изгубиле на изборите, станале свесни дека нема потреба да ги исплатат. Ниту имале можност, ги исплаќале. Сега има еден нов пристап. Се исплаќа, се вложува во човечките ресурси и капацитети и уште повеќе ќе се вложува. Така е. Бевте на средба со Сдруженијето Херои за Македонија, каде што членуваат семејства и представници на загинатите бранители. Колку може дополнително да им се помогне на тие луѓе? Дали вашето министерство и владата ќе пружат дополнителна помош на... Апсолутно да, еве неколку наврати помагаме и навистина ми е драго, ќе го правам тоа додека сум министер, зашто ми е чест и задоволство и тие луѓе, поготово многу припадници што загинале од безбедносните структури треба да бидат наши идоли, треба да бидат херои на Македонија и така треба да ги почитуваме. Изминатиот период е во само 4 месеци. Иако се водело претходна постапка, ништо се заглавило, ние направивме еден убав настан каде што фамилиите ги поканивме на едно дружење на 7 дена одмор во Охрид. Зборам за целите фамилии. Тоа беа десетици луѓе каде што со нивните семејства можеа да поминат одмор. Сега до крајот на годината подготвуваме воучери за сите семејства. Најголем дел од нивните семејства и се вработени во институциите, но еве разговарав со нив, остануваме да подадеме рака за секој еден што има од семејството невработен, да помогнеме и да го вработиме исто така. Док се зголемуваат со различни нови алатки, нови средства во наредната година, се разбира во соработка со овие здруженија. Ова е едно здружение што ги спомнавте, има различни категории, различни здруженија што следниот период заеднички ќе видите ќе има многу убави настани, каде што од самиот буџет ќе помагаме колку што можеме, се разбира. Јас ќе ги кренам сите овие бранители, односно
семејствата нивна, бидејќи го дале животот за Македонија, нивните синови на едно високо ниво, синови ќерки на едно високо ниво, каде што ќе навистина ќе осетат дека се грижиме за нив и ќе им помагаме во секој еден момент. Мене ми е многу драго што го слушам ова, особено од вас и како подпредседател на партијата и како министер за одбрана, дека баш на оние кои што треба мора да им се помогне, бидејќи тие ги дале своите животи за нашата држава и да можеме ние тука да живееме безбедно. Малку би отишол сега еве пошироко да речам, односно глобално на светско ниво. Може ли накратко да ни објасните стратешката соработка со Соединетите Американски држави и за состанокот што се случуваше во Пентагон? Да, тоа се би рекол редовни билатерални консултации што ги имавме како министерство заедно со Министерството за одбрана во Пентагон, каде што разговаравме за многу теми. Разговаравме за клучни прашања како да имаме подобра соработка за оние проекти што ги имаме заеднички, подобрување на различни сегменти во одбраната, бидејќи секој ден треба да знае дека најголем пријател и најголем поддржувач на Македонија е Америка, односно Соединетите Американски држави. Преку 300 милиони директно помош е доделена од САД. Тоа се огромни средства. И навистина ми е драго, поготово еве и сега со амбасадата тука во Македонија, со америчката амбасада имаме еден одличен однос со сите представници, со нивното аташе, со сите инволвирани на дневна основа. Работиме за различни предизвици, за различни проекти. Јас сум благодарен бидејќи стратешки се разгледуваат сите овие чекори и се помагаме едни со други. Можеме многу да научиме, ни помагаат премногу и тоа е нешто што мора да го негуваме и да го градиме. Еве, сега неколку состаноци поред имавме заеднички каде што следната година што спомнав стигаат GLTV возила, стигаат страјкерите, тоа се огромен број на возила каде што имаме предизвици пред нас, поготово со резервна опрема, со резервни делови, голем дел од нив треба тука да се склопуваат и така натака и така натака. Има предизвици, големи предизвици. Огромни тимови работат за сето ова, но и разговараме и за продолжување на соработката на различни нивоа, на академии, на различни соработки и така натака, но и многу посериозни работи каде што се разузнавањето, контраразузнавањето, споделување на информации, она што се случува на Балканот го разговараме, разменување на информации, она што се случува во Украина, помош кон Украина и така натака и така натака. Многу огромна соработка, една соработка на највисоко ниво и верувајте ми дека јас сум министер да ќе биде на највисоко ниво што мора и треба да постои. Министер, знаеме дека светот е во еден поинаков терек моментално, има војна на неколку места низ светот, војната во Украина, војната на Блискиот Исток, меѓутоа тоа се одразува на некој начин и кај нас тука, дали економски, дали поинаку, сепак се одразува. На кој начин нашата држава Македонија помага како членка на НАТО во овие? Конкретно за Украина, како држава и во минатите години е помогнато доста, зборуваме ако гледаме согласно колку сме големи, односно колку имаме капацитет да помагаме. И ако го гледате тоа по глава на жител, да, ние може да влеземе во првите 5 земји, но финансиски ако го гледате како бројка, многу земји, многу средства даваат. Ние ќе продолжиме и во наредниот период, е веќе еден пакет помош поминавме на владата, каде што се работи за опрема и што претходно по формација веќе не е потребна, бидејќи се укинува информацијата за тие единици и се што можеме ќе помагаме, но она што го имаме, а што е потребно за армијата, тоа ќе остане. Јас многу пати го нагласувам ова, но има едно друго интересно прашање што многу опрема што има многу постара што е, има и доста и воен отпад што претходно не се третирал. Тоа треба да видиме начин како и дел од тие средства што ги имаме не се потребни, бидејќи ако Украина не ги бара и не им се потребни, на кој друг начин ние да се ослободиме, а во возврат да добиеме опрема дополнителна, помодерна, да не се трупаме, би рекол, со многу отпад, бидејќи има и во минатото, ако може да видите дека со поминат рок се некои со дел од опремата или оружјето и така натака, што треба постојано да го обновуваме. И тоа е едно интересно прашање. Но она што ние го издвојуваме како држава, иако сме мала земја, даваме премногу. Зборам колку што се нашите капацитети, во минатото е дадено според мене премногу, но тоа што е дадено, е дадено. Сега да гледаме ние да го
ние да обезбедиме дополнителни средства за да набавиме дополнителна опрема за нашата армија за да биде на највисоко ниво. Тоа се почитува од сите земји членки кога како мала армија помагате максимално колку што можете согласно капацитетите, но не е само донирање на опрема. Тука има и различни други алатки каде што можат заеднички да се помага, тоа се обуки, тоа се вежби, тоа се консултации, така натака, што еве ние сме отворени да помогнеме максимално. Се разбира, но пак ќе кажам, се она што е потребно за нас, мора да го задржиме. Би сакал да поставам едно подпрашање на сето ова, го знам одговорот, меѓутоа да појасниме за граѓаните, онаа помош што ја даваме на Украина или на другите земји кои што им е потребна, не е нешто што моментално го користат нашите Не, затоа и реков, војници. ако не е по формација, значи не го користат и се работи за токму таква опрема. Ако се користи, се разбира ќе остане за армијата, бидејќи ни треба и нас, поготово во вакви моменти каде што гледаме какви жаришта има околу нас, тоа не значи дека треба да се употреби во овој момент, но ние секогаш мора да го имаме во армијата, се разбира. Но она што Украина исто така го барат се одредени работи што секоја земја треба да ги види дали ги поседува и дали има можност да ги даде. Не е тоа било што во секој момент. Исто така може и хуманитарна помош, тука сме отворени, се разбира медицинска и така натака, се она што е потребно и можеме, се разбира ќе помагаме. Иако сте моментално нели министер за одбрана, сепак вие сте и подпредседател на ВМРО ДПМН. Како ги коментирате еве сега од како подпредседател и коментирате новите пристапи на премиерот и владата, дали се доближуваме до Европската унија да бидеме членови и за уставните измени, дали ќе имаме договор со Бугарија за одложено дејство? Како одиме кон тој пристап сега? Бидете внимателно, но со исправена глава, со исправена кичма. Оние аргументи што ги имавме во опозиција, се уште се истите аргументи. Она кога го разговара и премиерот, но сите ние заеднички и многу пати јас сум учествувал на тие состаноци, она што го кажуваме пред медиумите тука, истото што сме го кажували, истото го кажуваме. Аргументиран пристап, кажуваме што е направено од наша страна, што ни се случило изминативе 30 години и она што постојано го велиме дали ова последно нешто што го бараат или ќе има нешто ново. И може да видите дека и самиот пристапи на премиерот каде што се гледа постојано со различни челници од меѓународната заедница, со различни премиери, председатели на различни нивоа, дали е тоа во Вашингтон, Брисел, Лондон и така натака, или е последните средби во Будимпешта, мотивираат да се продолжи со работата. И тоа е одличен пристап, аргументирано, храбро, да застанеме целосно позади оно што сме го кажале пред народот. Тоа е многу важно, бидејќи во опозиција сме го говореле истото и сега така и работиме. И очекувам дека ќе се одбере политичка влада во Бугарија каде што ќе може да се разговара. Добро е што кога имате аргументи и можете да ги објасните, секогаш ќе имате и поддршка од меѓународната заедница. Ние пробуваме тоа да го направиме, премиерот го прави тоа, би рекол, одлично, и се она што ќе се случи во иднина ќе објасниме и кон граѓаните, но и сите чекори што би следеле. Сега за сега нема политичка влада во Бугарија, да видиме што ќе се случува. Може би ќе има и нови избори, може би ќе формираат, иако мислам дека е потешко оди таму работата, но да видиме што ќе се случи и па потоа ќе коментирам. Како последно прашање да го заокружиме ова, ме интересира колкава е штетата што имаат направено изминатата власт на СДСМ и ДУИ конкретно за ова прашање, односно на договорот со добрососедство и се слично, меѓутоа колкава е штетата реално за нашето членство во Европската унија, бидејќи они има една многу друга политика на прифаќање се и еве сме кај што сме денес. Ништо немаме добиено, остануваме пак пред портите на Европската унија, се сликаа. Не, они се сликаат секој ден, тоа не има проблем за сликање, се главни. Еве се сликају Дубај, и тоа добри сликички извадија. Туку друго е прашањето. Прашањето е што правеа и раководството на Заев, но и раководството на Ковачевски и сите останати, каде што велеа пред македонскиот народ дека готово е завршено, влегуваме во Европската унија. Јас се сеќавам дека има и билборди при промена на името дека готово бесплатно здравство, бесплатно образование, реклами прават. Останавме без учебници. Браво. Значи од сето тоа, од нивната неработа и она што го правеа низ годините како да украдат што повеќе, ветувањето пред меѓународната заедница, можеби се ние ќе направиме за да останеме на власт, не доведе тука каде што не доведе да ги решаваме овие прашања, бидејќи они би прифатиле све и прифаќаа се.
Но повторно останува она прашање. Дали е последно ова што се бара? Ние не можеме со таков пристап да водиме политика. И замислете утре да има ново барање, ново барање, ново барање. А би имало, ако не влезете, за да го видите крајот на сето ова што се случува. Дали ќе има проширување, кога ќе има проширување, кој е начинот Македонија целосно да ги исполни критериумите, а не туку така, да се влезе во една авантура, каде што, без да се праша тогашната опозиција, тоа беше ВМРО и останатите, да се влезе во авантура, па со некои нивни изреки дека ќе се притисне ВМРО и така натака ќе поминува. Издржавме многу во опозиција и треба да покажеме дека ќе издржиме на власт со чист образ, да покажеме дека ќе се останеме позади зборот и она што ќе го правиме на потешкиот начин, да објасниме кон сите граѓани што се случувало, што е сега она што се разговара и доколку би имало решение, кое би било решението и граѓаните да го прифатат тоа или да дадат смерницата каде што би се движеле. Така е исправно. А не она што го правеа со сила и удираа со главата во зид. И затоа сме тука каде што сме. И затоа треба многу аргументиран пристап, да се разговара на секое поле, за да биде секој ден во државата спокоен се расправа. Министре, ви благодарам за вашето вечерашно гостување и одвоеното време да бидете тука со нас. Нешто за крај пред гледачите да ги поздравите, доколку сакате накратко, ќе дозволам да упатите на порака кон нив, потоа да ја затвориме емисијата. Ништо, продолжуваме со работа, не чекаат години пред нас каде што мора да покажеме разлика. Мора да покажеме разлика и со многу работа и со многу труд ќе имаме многу дело. Тоа е ВМРО да помане. Бренд на реформи, бренд за нови проекти и бренд каде што секој ден може да види како се сака Македонија. И тоа мора сите да го здржиме, поготово еве вие помладите каде што сте една нова генерација што мислам дека ќе донесете прекрасни промени. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа емисија вечерва. Ви благодарам за вашето внимание. Се надевам дека го задржавме вниманието. А ние се гледаме во недела во 20 часот на Facebook и YouTube каналите на ВМРО ДПМН. До тогаш, поздрав и секое добро.